пламенот на котлите, во генераторите, во шумот на машините и сирените што објавуваат нови утра и нови денови е индустриализацијата што ги менува познатите улици и градови, што ги руши сите правила создавајки нови, за да застареат и тие уште утре. Така започнува секоја приказна за индустрискиот подем кај нас. Секоја приказна за овие бескрајни хали, или пак само за една од нив во која уште еден ден ја допредува својата нитка. Потоа ќе останат само вретената да мируваат, да ги чекаат вредните раце. Еден работен ден ја допредува својата нитка, но една работна ноќ што туку започнува. Смената на пожарникарот со сите грижи што оваа ноќ ги носи со себе си. И се разбира ако е таа по денот што бил исполнет со напорна работа на нивата или на некое друго место. Треба да се провери секое капче, да се утврди секоја неисправност, зашто тоа го бараат не само правилата што може би одамна се заборавени, туку пред се сигурноста на објектот во една долга ноќ што настапува. Треба да се бдее над она што со толку труд е создадено, зашто во некои колективи се уште постојат невнимателни поединци. Дали оваа сенка што се движи толку спокојно низ ходнициве ке забележи неисправности од заборавност или од брзање, или просто затоа што не постои навика? Се е така како што било вчера, завчера. Понекогаш и пожарникарот започнува да се сомнева во потребата од овие обиколки на неговиот погон, особено тогаш кога ноќта ветува спокој и мир. Но дали само спокој и мир или нешто друго? Овде, кај што пред час-два мина очите на пожарникарот, или поточно неговата сенка. Оживуваат сега во сето свое значење овие зборови, но тие веќе не се само повик на акција, туку и обвинување, зашто во смиреноста на ноќта огнот стана нечекан и страшен гостин во погонот 3. Пожарникарите ќе имаат долга и немирна ноќ, исполнета со играта на пламенот, тој злокобен танец што ќе распарчува темнината со своите скокови. Готовноста на противпожарната служба, грижливо негувана на курсевите, овде доаѓа до потполн израз, да се спаси она што би можело да се одземе од прегратките на огнот.
teška iznenaduvачка sredba s ognot, što postoješe barem dosega samo na časovito od kursot, станува и прва средба што збунува и застрашува. Играта на пламенот ги собра сите нив овде пред разбоите. И таа игра на огнот побудува толку многу мисли, па дури мислата за оној далечен курс на кој таа не отиде како многу незини другари и другарки. На еден таков курс за прв пат се сретна и тој со својата идна служба. Предавачот на шега им рече: овде во правилникот на оваа служба другари се зборува за смелост, за подвижност, за готовност во секој момент. А вие, кој набор сте вие? Дали помните? Имаше, се разбира, курсеви, на кои најсериозно беше сватена против пожарната превентива. Курсеви на кои можеше најмногу да се сретнат млади работници, спремни да ги извршуваат сите задачи што оваа служба ги поставува. Спремен беше и тој, зашто им веруваше на зборовите од предавачот, дека од нивната готовност, од неговата готовност, се разбира, зависи дали ќе биде секогаш сочуван неговиот погон. И тој живееше со значењето на овие вистини. И беше спремен да биде она што требаше да биде. И беше меѓу најдобрите на курсот. Беше тажно да ја откриеш обманата за своето значење уште при првите чекори во предпријатието. Ни трага од она што предавачот го откриваше, а тој требаше да го обезбеди се она што секој ден беше напоменувано на курсот. Сета работа на пожарникарот треба да се исцрпува во збирањето расфрлани средства низ дворот, што, утре се разбира, пак ќе бидат расфрлани. Или, и тој беше само еден од оние непотребни апарати, што може и да насмее понекогаш ако затреба. Сега, тој оган што бесни, што никако не завршува. Уште еден погон нема да биде исполнет со смеа, со дофрлувања, со песна на вретената. Погонот 3 ќе биде само немил спомен за нешто тешко и нечекано. Ке се изврши увид, ке се констатира дека толку и толку милиони се загубени во играта на пламен, ке се бара виновникот. Но кој е тој? Дали да го побараме во неговото самообвинување? Или пак некаде далеку во деновите што изминале, во односот на луѓето кон една служба и нејзините потреби? Или пак виновникот изгорел заедно со една фијока, во која со месеци и години се наодјал неотворен еден мал елаборат за унапредување на противпожарната превентива? Деновите што ќе настапат по ваквата морничава ноќ, ќе внесат поголема будност и одговорност во погоните што остана, за да не се повтори она што го замолче погонот 3.